Некои битки животот ни ги приредува само за да ни покаже колку како човечки битија сме силни и издржливи. Други битки се носат рамо до рамо со нас, за да ни покажат дека пречките се само во нашиот ум и дека на крајот од денот битно е она кое што потајно го постакуваме да го добиеме. Токму за битката, наречена церебрална парализа, разговарам со двете момчиња од Велес, Ангел Станковски и Давор Наумовски. Овие момчиња, овие животни херои се пример за мотивација и инспирација. Се надевам дека нивната приказна ќе допре до многу луѓе и конечно ќе покаже дека пречките на вистина се само во нашиот ум. Во продолжение да ги погледнеме инспиративните приказни за овие две момчиња од Велес, кои што се надевам конечно ќе ни покажат колку се жалиме за непотребни работи. Ангел, здраво! Добро. Како се чувствуваш пред камера? Супер. Ајде да раскажеме пред нашите гледачи приказната за тебе. Кој е Ангел Станковски? Јас сум од Велес, имам 20 години и тренирам во теретана будо. Во текот на 4 месеци на возраст ми е дефинирана церебрална парализа и од тогаш мојата мајка ме има носено на физикал терапии и од 6 месеци на возраст не сум станал да везвам. Борбата со церебралната парализа, дали направи некогаш да се почувствуваш различен од твоите врсници, од луѓето, од твоето обкружување? Па видите, вака имате периоди кога имам разлики, тоа те чувствувате во основното образование, помеѓу прво и второ одделение, но до добар разговор со наставникот и со на децата родителите, че убави и ме прифатија како таков. Ангел, пред твоето име стои фитнес инструктор. Ајде да почнеме од почеток. Кој беше пресудниот момент за ти да започнеш да вежбаш најпрво? Ба, мојот вечерен период беше
ми беше покей церебралната парализа, констатирана сколиоза на деветът. Това е фактически изкривуване на деветът, който се добива в текот на награди от речево поведение. Повече деца страдат от това, ама ми рекоа дека нема лек за сколиозата и аз вежбането ја избавив. Ти помогна вежбањето во сколиозата, во борбата против сколиозата? Да, да речеме, от 80% ја избавив. Ангел, која е твојата најголема подршка? Моите родители, што секога тој до мене, во секоја одлука че тука. Се консултирам со нив, за се во животот и ми помагаат. Ти си еден најубав пример за тоа колку нашите пречки се само во нашиот мозок. Ти си пример за вистинска мотивација и инспирација, која е пораката која што ќе упатиме кон нашите гледачи, кон луѓето кои што ќе видат оваа приказна, односно приказната за момчето со церебрална парализа кој што е всушност и фитнес инструктор. Па видите вака, нека не се отидуваат по физички оттички. Нека почнат до телетона. Нека не им е срам, пречка во натамочниот живот. Оти има дите луѓе без раци кацави пари имаат по некоја пречка. Мораме да се носиме со тоа, мораме да почнеме од негде за да бидеме успешни во животот. Ангел, јас ќе ти се заблагодарам што еве не удостои овде на твој терен да дојдеме и да ја прикажеме приказната за тебе и за твоето вежбање, а всушност и за приказната за твојот живот. Ќе ти честитам на храброста, на истрајноста и секако уште еднаш ќе ти се заблагодарам што токму пред нашите гледачи ни прикажа дел од твоето секојдневие. Ќе ти посакам да бидеш пример и понатаму за вистинска инспирација и мотивација. Па, многу и уште еднаш ке кажам, без разлика на пречките, без разлика на се, сите да почнат да возуваат во нивното здравје. Промената е таа која што треба да ја започнеме. Токму така. До мене го имам Давор Наумовски, момчето кое што со својата позитивна енергија и вежбањето во теретана ја води битката со церебрална парализа. Давор, како си? Супер. Ајде да раскажеме пред нашите гледачи приказната за Давор Наумовски. Кој е Давор Наумовски? Јас сум Давор Наумовски, доаѓам од Велес. Четврта година сум во гимназијата во Велес. Давор, колку битката со церебрална парализа направи да се чувствуваш различен од другите? Како те прифаќаат твоите врсници и луѓето од твоето обкружување? Не се чувствувам поразличен, прифатен сум од сите околу мене со максимална поддршка. Давор, од каде твојата идеја да почнеш да вежбаш во теретаната? Кој беше пресудниот момент што те натера да влезеш во теретана? Во седмо одделение отидов во теретана и од тогаш почнав да сакам да вежбам. Давор, која е твојата најголема мотивација и поддршка? Како твоите луѓе реагираат на се ова што правиш во текот на твоето секојдневие и твојот живот? Најголемата мотивација е ако некој ми рече дека не можам.
Значи, ако некој ти рече дека не можеш, ти сакаш да го убедиш токму во спротивното. Колку твоите родители од дома те поддржуваат во ова што го работиш? Максимално. Близок си овде со луѓето од теретаната? Да. Која има најголемата заслуга за тоа што си овде? Тренерите. Тренерите? Ајде да ги поздравиме. Ангел, Тале и Раде. Така. Добар, која ќе биде пораката која ќе упатиме токму кон гледачите кои што ќе ја слушнат вашата приказна со Ангел, да ги мотивираме и да ги инспирираме. Ајде да ја упатиме пораката. Па пораката е никогаш да не се откажуваат, секогаш да го прават тоа што го сакаат и да не дозволуваат општеството да ги дефинира. Добар, јас ќе ти честитам на твојата храброст, на твојата истреност и на твојата упорност, ќе ти посакам и понатаму да бидеш пример за нашите млади генерации кои што ќе те видат на телевизија, ќе ги трогне оваа твоја инспиративна и мотивирачка приказна. До мене го имам Тале Димов, фитнес инструктор во теретаната Будо во Велес. Тале, здраво. Здраво. Од кога работата со Давор и со Ангел? Колку оваа работа со овие момчиња во теретаната е предизвик за фитнес инструктори? Па, стварно е голем предизвик. Со нив работим негде околу 2 до 3 години. Малце е потешко за разлика од другите клиенти, оти бара да им се обрне повише внимание. Нели треба да го носите од справа до справа, да се поангажирате повише за него и така, тие работи. Ама углавном е стварно интересна работа. Супер се дечките, фини се, така. Во разговорот со нив ми спомена дека освен што сте фитнес инструктор, тука ширите и позитивна енергија. А колку сте поврзани меѓу себе? Па, доста многу, така, речено колку браќа сме и шалите ни се прво, па после вежбањето. Така, поти вежбање без шали, па не био. Колку теретаните и оние нели други институции кај нив колку е подигната свеста за потребата од вежби за лицата со церебрална парализа? Па до сега немам сретнато теретани што се занимаваат со вакви деца. Мислам дека ние сме први што почнавме, па се надевам дека ќе родиме свести кај другите теретани да биде поангажирано во, да може да има повише луѓе како нив што вежбаат. Дали фитнес инструктора треба да знае и некој плюс работи за нивната болест? Да, нормално. Например, не може истите вежби што ги вежбаме ние да ги вежбаат и они. Кај нив па мускулите се атрофирани, церебралната парализа на некој дел од телото е поактивна и мора да се задржиме на тој дел од телото. Дали јас ќе ти честитам и ќе ти посакам уште долго време работа со вакви лица, бидејќи на тој начин ти покажуваш дека во општеството навистина сите сме еднакви. Фала ви многу. И конечно, нека оваа приказна биде една вистинска мотивација за нас да престанеме веќе да се жалиме за непотребни работи. Животот е убав, да го живееме.